Министерството за образование и наука ги информира студентите дека рокот за пријавување за субвенциониран студентски оброк за академската 2024-2025 година е од 1 до 5 февруари 2025 година. Студентите кои ги исполнуваат условите, а не аплицирале досега, можат да поднесат апликација преку порталот услуги. Студентите кои го изгубиле правото на оброк и мислат дека ги исполнуваат условите, исто така можат повторно да аплицираат. За поддршка може да се контактира на емаил адресата на Министерството за образование и наука. Администрацијата на Доналд Трамп планира да депортира 341 лице во Македонија, како дел од поширока акција за депортација на 1.445.549 луѓе. Најголем број на депортирани се очекува да бидат од Хондурас, 261.651, а од соседните земји во регионот ќе бидат депортирани 118 во Косово, 727 во Бугарија, 211 во Грција, 1874 во Албанија и 50 во Србија. На листата се најдоа и лица кои треба да бидат депортирани во непостоечки држави како Југославија, СССР и Чехословачка. Европската централна банка ги намали трите главни каматни стапки за 25 базични поени. Каматната стапка на депозитите сега е 2,75%, додека на операциите за рефинансирање е 2,90%, а на маргиналниот кредитен капацитет 2,75%. Промените ќе стапат на сила на 5 февруари, а Европската централна банка потврдува дека инфлацијата се намалува, со можност за дополнително олеснување ако трендот продолжи. Народната банка и Организацијата на потрошувачите на Македонија ја прошируваат својата соработка за заштита на правата на потрошувачите кои користат банкарски и финансиски услуги. Со потпишувањето на анексот на меморандумот за соработка, двете институции се обврзуваат на размена на знаења и стручна поддршка. Гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежовска, нагласи дека заштитата на потрошувачите е приоритет, а претседателката на Организацијата на потрошувачите на Македонија, Маријана Лончар-Велкова, ја поздрави проширената соработка како значаен чекор за унапредување на правата на потрошувачите. Германските компании, особено во индустријата и трговијата, планираат намалување на работните места, според истражувањето на економскиот институт ЕЛЕФО. Индексот на пазарот на трудот за јануари изнесуваше 93,4 поени, што укажува на намалување на вработувањето. Компаниите во услужниот сектор, туризмот и угостителството покажаа мал интерес за вработување, додека индустријата и трговијата планираат најмногу отпуштања. ЕЛЕФО извршил анкета кај повеќе од 9.000 германски компании за да го пресмете индексот. Американскиот претседател Доналд Трамп најави дека ќе донесе одлука дали ќе ги исклучи нафтените увозни производи од Канада и Мексико од предложените царини од 25%, кои се заканува да ги воведе наскоро. Царините се поврзани со барањето овие земји да спречат илегална миграција и испорака на фентанил во САД. Трамп исто така размислува за нови царини за Кина, која е обвинета за испорака на фентанил. Овие изјави следуваат по претходните царини за кинески увоз од околу 370 милијарди долари. Маша, руска девојка која работела како сирена, била нападната од голема риба додека нуркала во аквариум. Рибата ја фатила за лицето, но таа успеала да избега со повреди на лицето и вратот. Маша била свртена кон посетителите и не забележала како крупната риба и се приближува. Додека таа мафтала со раката, следеше молскавичен напад. Рибата со вилиците ја фати Маша за лицето, а шокираните посетители почнаа да врескаат. За среќа веднаш ја пуштила. Според локалните медиуми, рибата и ги прегризала очилата на Маша и нанела повреди на окото, вратот и главата. Раководителите на забавниот парк наводно и понудиле одредена сума пари како компензација.